Почитувани гледачи, добро вечер. Добре дојавте уште едно издание на Јади Бурек на Сител 3 телевизија. Весниците само ги прегледувам, нема денеска да ни бидат актуелни, иако во суштина секогаш ни се актуелни весниците. Ако ништо друго, барем новинарите или нивните колумнисти. Денеска прочитав една многу интересна колумна која ме испровоцира и низиниот автор да го поканам. Тоа е Тони Науновски. Господине Науновски, добро вечер, добре дојдовте. Добро вечер, добро најдов. Вие сте декан на МИТ на катедрата за психологија и редовен колумнист во Дневник. Така. Се наметнавте во јавноста често пати со своите храбри, интересни анализи, ставови во врска со политичкото живење и не знам колку сега, бидејќи не го имав податокот дека сте декан на катедра за психологија, дали има некоја врска, можеби и тоа психологијата со целава работа, за мене секогаш има. Но последната ваша колумна беше потребно е семакедонско организирање, ако не се лажам точно. Семакедонски консензус во врска со делегализација на рамковниот договор. Многу храбро, бидејќи рамковниот договор е табу тема која кај нас се прифаќа исто како што сите партии го прифаќаат, не знам, про ЕУ, про НАТО и за тоа не се дебатира, нема контра. Вие излегувате со оваа колумна во еден момент кој ја не би можел да го анализирам каков е овој момент. Не, јас веќе подолго време и не само јас, туку постојат неколку многу важни и многу познати во јавноста аналитичари кои што долго време разработуваат и анализираат различни аспекти од рамковниот договор. Се разбира да не ги набројувам нивните имиња, меѓутоа можам да ги споменам, например, господинот Ристо Николски, исто така академик Катица Ќулавкова и многу други. Се разбира господјата Мирка Велиновска и многу други, меѓутоа она што вие го спомнавте е генерално точно, а тоа е дека во јавно-медиумскиот дискурс во Република Македонија се уште постојат условно кажано табу теми, меѓу кои што помеѓу другото е и некако вид на замолкнување или игнорирање на таа клучна тема, односно клучен проблем за Република Македонија, како што е рамковниот договор. Република Македонија се соочува со многу големи, крупни проблеми, од чие што решавање зависи како сегашност уште повеќе иднината на оваа држава. Сметате на политички? На политички проблеми? Да, на политички, па, например, лошата економска состојба, проблемот што политичарите во Република Грција го имаат со македонскиот идентитет и име и меѓу другото и рамковниот договор. Со оглед на тоа дека вечерашната емисија, темата на вечерашната емисија ќе биде генерално рамковниот договор, ќе се задржиме на овој проблем, од чие што решавање, јас сум убеден, и не сам јас, туку и многумина други, од чие што решавање, односно надминување, ќе зависи апсолутно иднината, односно стабилноста, и не само стабилноста, туку јас би рекол и одржливоста на Република Македонија во наредниот период. И само една, ако ми дозволите, кратка интервенција, не е воопшто точно дека исто така, дека рамковниот договор е табу тема меѓу политичките партии. Благодарение и на мене, што се разбира без оглед на тоа што не сум некој политички фактор далеко од тоа, меѓутоа благодарение на мене и на моје лично заложување во последниот циклус на парламентарни избори, една политичка партија го постави како програмска точка поништувањето, односно делегализацијата, јас би рекол, на Охридскиот рамковен договор, а тоа е политичката партија Достоинство. Меѓутоа имаше и неколку други партии кои што... Ама тоа го свативме дека е чист популизам. Не е општо популизам, ова е многу сериозно. Не, апсолутно, таа беше точка на таа политичка партија, меѓутоа има уште неколку кои што истакнуваат и артикулираат повеќе критички обсервации кон известни димензии или аспекти на рамковниот договор. Например, тука беше партијата на господинот Јанко Бачев, тука е партијата на господинот Ванчо Шехтански, така натаму, меѓутоа во Достоинство, во нивната програма, која изборна платформа и така натаму, беше ставено токму тоа, дека меѓу останатите приоритети на нивната политичка програма, тоа е делегализација на рамковниот договор, делумно и, условно кажано, и по моја заслуга. Но, оваа табу тема, условно кажано, табу тема во јавно-политичкиот, во медиумскиот дискурс во Република Македонија доаѓа од таму што се уште постои некако вид на антимакедонска доминација денес, во 2014 година, во однос на македонските национални и државни интереси. А клучен македонски национален интерес, помеѓу останатото, е токму и ова, а тоа е
делегализација на рамковниот договор. Значи, генерално јас мислам дека овој договор воопшто нема никаков легитимитет. Во поширока социолошка, политиколошка смисла, тоа значи дека во 2001 година, во таа несреќна, апсолутно несреќна година, многу тешка, многу темна, мрачна година и случувања, во Република Македонија беше нападната од банда терористи. Требаше тогашното политичко раководство сеедно требаше да прогласи како и секоја држава, примери има низ историјата, конечно и ден денес колку сакате, требаше да прогласи воена состојба, да ги елиминира воено терористите или да ги притвори, затвори сеедно и евентуално потоа политички да се започне политички диалог во институциите на системот, кој што можеби ќе одговореа на известни барања кои што биле поставувани од известни партии на некои национални малцинства кои што живеат во Република Македонија. Во таа смисла рамковниот договор според мене нема апсолутно поширок социолошки, политички легитимитет. Но дури таков каков што е, имплементиран и вграден во актуелниот, во уставот кој што и денеска е на сила, тој се разбира треба да се почитува таков како што е. Меѓутоа во јавноста и од известни политички партии, луѓе, политички представници апсолутно се злоупотребува и се чита во погрешна смисла, односно значењата кои што се веројатно и намерно субсумирани во тие уставни измени кои што произлегува од рамковниот договор, се апсолутно погрешно се интерпретираат во насока на максимално проширување и трансфер на значењата кои што воопшто не биле автентично содржани, барем доколку се чита строго самиот текст и денешниот устав воопшто не биле претпоставени, односно ја немале таа насока. И меѓу другото, само да укажам како за почеток на вечерашниот разговор дека критиката кон Охридскиот рамковен договор, односно кон некој аспект, кон повеќето аспекти кои што се содржани во него, тоа значи автоматски денес во 2014 година и критика на актуелниот устав, значи уставот кој што е важечки во Република Македонија. И критиката може да се субсумира на две клучни точки според мене. Тоа е критика на така наречениот принцип на Бадинтер, од кој што самиот после известно време, откако е имплементиран тој принцип во рамковниот, односно во уставот, си има откажано самиот Роберт Бадинтер, бидејќи има дојдено до сознание дека таков принцип не може да функционира во држави кои што имаат апсолутен суверенитет и кои што се унитарни, ако сакате. И вториот пункт на легитимна критика за кој што може да се зборува во детали, во подробности, се надам тоа ќе го направиме доколку вие се разбира поставите такви прашања. Тоа е така наречениот принцип на соодветна, некои го нарекуваат правична застапеност, но јас не го нарекувам така затоа што тоа не е. Тоа е на соодветна застапеност на националните малцинства, односно во актуелниот устав, согласно измените во 2001 со рамковниот договор, делови од народ. Значи во овој устав наспроти многу погрешната терминологија која што се употребува од известни политички партии или да бидам конкретен од политички представници на некои партии е апсолутно погрешен затоа што во овој устав не постојат, јас кога ќе слушнам дека постои во Македонија има две заедници, албанска и македонска, јас сум навреден. Јас мислам дека тоа дури треба да биде осудено од медиумите како говор на образа кон македонскиот народ. Во овој устав постои стриктна во оние членови кои што ја заменија преамбулата која што беше избришена и беше заменета со излични членови, таму експлицитно стои македонскиот народ, граѓаните на Република Македонија. Тоа е една димензија од социјално-политичкиот реалитет кој што се покрива со секој устав во државата, па така и со нашиот. И македонскиот народ и деловите од народ кои што живеат. Што е синоним? Делови од народ е синоним за оној класичен и многу подобар и денес во светот прифатен термин национални малцинства. Значи, во Република Македонија живее македонскиот народ, во таа национална димензија на уставот и делови од народи, односно македонски, односно национални малцинства, што значи нема никакви етнички заедници. Јас секогаш кога ќе слушнам во моје присуство, се едно каде на кое место со кои луѓе, кога ќе слушнам некаква етничка заедница за македонскиот народ, јас веднаш реагирам и тоа е за мене огромна навреда. Но дури и во оној дел, условно кажано, граѓаните на Република Македонија, рамковниот договор внесува редица
сосема неприфатливи за 21. век надминати принципи, односно принципи кои што го негираат самиот концепт на граѓанска држава. Значи ние како луѓе имаме повеќе условно кажано идентитети. Во една смисла нели сме припадници на македонскиот народ или можеби на некој од националните малцинства кои што живеат во Република Македонија, но во една димензија ние сме граѓани на Република Македонија. Значи тоа значи дека законите важат подеднакво за секој граѓанин без оглед на неговото национално, религиско и така натаму потекло. Но дури и тука рамковниот договор, што е многу трагично, како да ви кажам, ние од 2001 до денес не живееме во граѓанско општество. Помеѓу другото, всушност главна причина за тоа е што ние како граѓани не сме еднакви. Значи рамковниот договор внесува нееднаквост и нерамноправност дури и на ова граѓанско ниво. На што мислам тука пред се? И се уште и ден денес, значи постојат илјадници конкурси и ставови на влада кои што велат дека забранети се вработување во сите државни институции, во буџетски институции за, да речеме, 2011 година, освен за припадниците на тие и тие малцинства. Значи ние сме ставени како граѓани во нерамноправна позиција. Јас лично имам видено, веројатно и вие и Ја морам да ви се уфрлам. Ве оставив 12 минути. 12 минути. Не, нема проблем. Ама мораме да дебатираме затоа што мислев дека ќе се објасните, ќе го објасните ставот, но добро, морам да ви се уфрлам со подпрашања. Прво, рамковниот договор, се обидов да ви ја разберам малку како го перцепирате, но рамковниот договор е една, ајде да кажам, средно решение од поразот кој македонската држава го доживеа 2001 година. Ние воено бевме поразени. Значи, дали имавме шанса да ги победиме или не, не е важно. Дали се вмешаа други, не е важно. Важно конечниот исход. Ние може би имавме шанса, тоа е дебата сега. Дека можевме да ги поразиме, па други ги спасуваа со автобуси, со клими, па ги извадија и така натаму. Ние, како држава, Република Македонија доживеа пораз. Ние подпишавме тогаш договор. Љупчо Ѓоргиевски, Бранко Црвенковски и уште Арбен Џафери и Мери Мери. И председател и покојниот председател Борис Трајковски. Од кои денеска активни, некои сериозни на политичкава сцена нема. Благодарејќи на олеснувачите Пердју и Леотар. Значи, тоа е една работа. Втора работа, тој требаше договор рамковен, како рамка. Колку што ја го имам читано, он нема некои детали што треба да правиме. Он е некоја рамка во која ние треба да направиме нешто за да заедницата, малцинството, како сакате наречете ги, албанците бидат задоволни во оваа држава, бидејќи нивниот отпор беше поради незадоволство од третманот во државата. Овдека седеше карши мене Ристо Пенов, што значи како представник на цела опозиција, ЛДП, СДСМ и така натаму, тие 200-300 илјади македонци, кои ми тврдеше и ми чукаше на маса и ми рече: ние не бевме фер спрема албанците. Албанците нема... Сега ја малце ти рада, 2-3 минути ќе ме оставиш тој. Ние не бевме фер, ги злоставувавме албанците. Тоа се глупости, тоа не е. Добро, Ристо Пенов го кажа со сета одговорност во оваа емисија. Кој не сака, нека ја најде копијата. И дека заради тоа рамковниот договор бил фер за да се постигне траен мир помеѓу заедниците македонската и кога го убацувате ова, бидејќи ние едно од нефер работите било што државните вработувања. Многу мал процент биле застапени албанците и нормално не си ја чувствувале држава. На тој начин што им даваме работа во државните институции и така натаму, они нормално ќе почнат и да си ја сваќаат оваа држава како своја. Значи, дали ми ја сваќаш поентата? Да, ја разбирам, меѓутоа воопшто ова сето ова што го кажавте, воопшто не е точно, ама баш ништо од сето ова што го кажавте. Имено да почнам со ова последно. Значи, институциите на системот, вработувањата во државните институции
треба да бидат врз основа на квалитет, врз основа на лични перформанси, образование, работно искуство и така натаму. Сега тоа не е. Вие со самото тоа што примате луѓе во државните институции, врз основа на било што друго, религиска припадност, национална припадност и така натаму, вие ги слабеете институциите на системот затоа што тие не внесуваат квалитет. Тоа не утре ќе барам дебели луѓе процентуално да бидат вработени. Да бидам ја вработен затоа што сум крупен дечко, а не затоа што ме бива на компјутер. Всушност соодветствува на она што се случува. Значи државните, затоа ви велам, квалитетот и објективните критериуми за вработување во државните институции, во државните и јавни институции треба да бидат објективни и исти за сите, а не да бидат различни во однос на она што го спомнав. Има конкурси во кои што на пример се примаат 40 македонци со 95 бодови, а се примаат 20 албанци со 60 бодови. Тоа е неравноправност. Видете, ние сме, македонскиот народ, и дискриминиран со тоа што постојат вакви конкурси во кои што наместо квалитетот и објективните критериуми кои што треба да бидат валидни за сите, се внесуваат некои други кои што воопшто не се во полза ниту на државата, а најмалку на и во политичка смисла, меѓутоа и во смисла на квалитет на самите институции на системот. И потоа државата пропаѓа заради неквалитетот на функционирање. Но државата не им пружила можност за студирање, можност за едно по-високо ниво, и затоа сега со овој рамковен договор, да, ние во моментов трпиме, но чекаме да се издигне и нивното општо ниво, каде што ќе има се повеќе образувани, се повеќе со висок факултет и така натаму. Ја морам сега for the sake of the argument. Но не е така. Направете, јас сум правил компаративна анализа на уставите на сите балкански држави. Значи, никаде во ниту еден устав нема ни оддалеку вакви одредби кои што ги има сегашниот устав, односно нема Охридски рамковен договор вградено во нивните устави. Значи, ниту во Албанија, ниту во Бугарија, ниту во Грција, ниту во Србија, да не одиме еве подалеку. Видете ги нивните устави, испоредете го со нашиот и ќе видите дека нашиот апсолутно нешто не е во ред. Не е во ред сите тие одредби кои што произлегуваат, односно Охридскиот рамковен договор не е во ред. И да не одиме во таа анализа зошто, например, не се признаени македонскиот национално малцинство, воопшто не е признаено и не само македонското, туку воопшто во Република Грција нема ставка, нема член во уставот кој што признава национални малцинства. Таму се сите грци. А Грција е членка на ЕУ и на НАТО 30 на години и повеќе. А ние овдека спроведуваме нешто што НАТО и ЕУ не ќе ни да го помисли. Ќе дојдам и до таа поента. Значи, во Република Бугарија исто така не се признава, како што знаете, македонското национално малцинство. Во Република Албанија, дури еве, како што гледате, за жал, сакаат да ги укинат општините. Ете така. Значи, ние што сме, Република Македонија е исклучок во универзум. Значи, ние немаме право да бидеме самостојна суверена држава која што ќе ги развива своите мегатрендови согласно своите национални и државни интереси, туку ќе бидеме некакво експериментално заморче кој што ни го наметнал некој во 2001 година. Па најверојатно затоа што немало отпор од наша страна, се ова се случува. Не, кај политичарите тогашни, актуелни. Значи, јас вината не би ја лоцирал, иако може онтолошки да се трансферира вината на колективно ниво, јас не би го... Како рекоте, онтолошки? Да, онтолошки да се трансферира нивото, колективното, вината на колективно ниво кај македонскиот народ за тоа што од 2001 година... Онтолошки. Како го дефинирате зборот? Онтолошки, тоа е суштинските процеси, појави, феномени во општеството и во државата. Значи, збориме за онтолошко промашување. Да, апсолутно. Во таа смисла, вината треба да се бара, значи, кај политичарите кои што во тоа време не успеале да се спротистават на уцените и на воената. Ние знаеме кога беше подпишан рамковниот договор. Апсолутно после ужасни масакри како Карпалак, Љуботенски, Бачила и така натаму. Тоа е ужасно, видите, таа година, тој ден кога е подпишан рамковниот, е еден огромен македонски не само политички, туку во секоја смисла пораз. И она што вие го кажате дека ние сме поразената страна. Така, и сега практично рамковниот договор е некој вид на капитулација, подпишување на акт на капитулација. Не директна капитулација, ете, угледот да не ни падне, гордоста да не изгубиме, еве ви рамковен договор. Тоа е само политичка легализација на војната капитулација. Но, за овие 13 години, веќе е сосема
се искристализираа сите негативни значења и негативни трендови процеси кои што директно се генерирани од рамковниот договор и за среќа се повеќе луѓе кои што нели не се занимаваат професионално со политичка аналитика и така натаму ги сваќаат и на своја кожа ги трпат последиците, а верувате ми тие се огромни во секоја смисла, еве на пример во економска смисла. Пред неколку дена, односно неодамна кога беше ова која 13 годишнина прослава во наводници, односно тоа не е прослава, туку тоа е ден на жалост, е црн ден за македонскиот народ и за македонската држава. На рамковниот договор некој од тие таму, кој беше Муса Џафери или некој, не е ни важно името, значи вели вака. 1300 рамковно вработени седат дома и взимаат плата. Па луѓе, 1300 луѓе, пресметете по 500 евра, да речеме, со придонеси така натаму, на годишно ниво колку пари се? Па тоа се огромни милиони евра. Се прашувате зошто нема патишта, зошто нема улици, зошто нема тротоари? Па ете парите каде одат? И не само тоа, туку тие многу често некои политички представници, нели? Секоја година се фалат. Вработивме толку, вработивме таму без критериуми. Значи, независно од овие објективни критериуми, а институциите на државата и на системот се затворени за сите останати, освен за оние, така да речени, рамковни вработени, кои што се директно произлегуваат како последица од рамковниот договор. И сега, каде се парите? Зошто некој да седи дома и да зема плата од 500 евра, плюс придонеси платени? Ме разбирате, ние тоа го плаќаме, ние даночните обврзници. И потоа немаме пари за патишта, за улици. Зошто? Затоа што горем дел. И не само ова е само, како да кажам, површен еден од примерите. Има многу други позначени димензии со негативни, односно негативни последици во финансиска, економска смисла кои што произлегуваат директно од рамковниот. Да не зборувам нели и за сите останати негативни значења и последици кои што се генерирани точно од Охридскиот рамковен договор. Но ова што, доколку ми дозволите, би го прокоментирал ова, како да кажам, смешно, комично тврдење на господинот Ристо Пенов, доколку навистина тоа го кажал, тоа не е точно. Значи, јас тврдам, тоа е една од моите тези, дека рамковниот договор е штетен не само за македонскиот народ, не само за државата, туку и за сите национални малцинства, вклучително и за албанското малцинство. Со сета одговорност го тврдам тоа. Зошто? Затоа што тоа Охридскиот рамковен договор внесува раздор, внесува немир, ги потикнува, ги креира, ги создава, како сакате, сите тенденции кои што не одат кон заеднички, не одат како прво не водат кон унитарност, зацврстување на суверенитетот и на унитарноста на Република Македонија и предизвикува, ако сакате, на психолошко ниво потреба за, условно кажано, доминација, можеби, значи ги генерира сите оние мотиви во еден дел рационални причини, во свеста на секој оној кој што благодарение на рамковниот договор, односно на уставот, може да добива привилегии и финансиски, да речеме, придобивки, со самото тоа што е припадник на известно национално малцинство кој што живее Република Македонија. И јас секогаш правам разлика помеѓу политичка борба и помеѓу онаа терористичка која што ни се случи во 2001 година. Значи во таа смисла. Апсолутно огромна е разликата, на пример, помеѓу ДПА и овие ДУИ, кои што се наследници на терористичката она, нели? Например, Мендох Тачи, порано Арбен Џафери или покојниот и така натаму, без оглед на нивните политички ставови, дали се прифатливи или не, тоа може за нив да се дебатира. Меѓутоа собранието, медиумите и така натаму се полето каде што треба да се соочуваат аргументите и заеднички да се изнаоѓаат решенија, консензуси и така натаму. Јас токму на тоа укажувам дека во политичка смисла апсолутно се легитимни како нели можност за дебата. Политичката борба за промовирање на своите партиски ставови е апсолутно дозволена во демократска општество како што е Република Македонија. Меѓутоа не е на тој начин во 2001, не со сила вие да направите нешто. Овие промени кои што беа направени во 2001 од рамковниот се неприродни, антидржавни, нелегитимни и апсолутно сите македонски граѓани треба да полека, иако мислам дека тој консензус веќе одамна е создаден, не е рефлектиран кај политичките партии, односно кај поголемите, кај ВМРО ДПМН, кај СДСМ, например, барем не, но кај помалите спомнавме, и мислам дека треба да се тој длабински консензус кој што секој ден се повеќе се зацврстува кај секој граѓанин во Република Македонија, дека заради рамковниот договор ние не можеме да постигнеме стабилно граѓанско демократско општество и држава, треба да се рефлектира и врз политичките активности на главните политички партии и етапно
нели да се пронајдат начини како сето тоа, односно како да се врати, како да се изменат како да се измени уставот во насока да се укинат тие членови кои што се директен резултат на рамковниот договор. И само уште ова. Тоа не е точно. Што го рекол господинот Ристо Пенов околу тоа дека тие биле за кој тоа бил загрозен. Па видите, уставот на Република Македонија во 1991 година, првиот устав, беше оценет од комисијата во која што членува беа делегирани нели од тогашната Европска заедница, Европска унија сеедно. Значи единствено македонскиот и словенечкиот устав добија виза и беа оценети како добри и им беше дадена дозвола од највисоките компетентни правни стручњаци, експерти во 1991. Тој устав беше добар устав. Со него можеше да се развиваат и граѓанското општество и она што се нарекува нели заеднички традиции, соживот и така натаму, бидејќи не генерираше неравноправност, не генерираше можности кои што одат кон злоупотреба на сопствените позиции, можности кои што ги блокираат и кои што обилно се користат, за жал, како што гледаме во изминатите 13 години. Се блокираат институциите на системот и уште редица други процеси се отворија токму како последица на рамковниот договор. Наместо да се продолжи и да се продолжи да се развива тој концепт на унитарна, стабилна, самоодржлива држава каква што беше генерирана, односно супонирана, поставена со уставот во 1991 година, кој што насилно со воена сила, со масакри беше за жал променет. Мораме да идеме со првиот блок реклами, дојдовме време, а вие ќе треба да образложите. Имавме мир од 2001 наваму. Сите тврдат дека апологетите на рамковниот договор тврдат дека тој мир ден денеска се уште го имаме токму заради тој рамковен договор и дека без него ќе го нема. Но веднаш по рекламите ќе одговорите. Господине Науновски, рамковниот договор сметате дека му е време да биде укинат. Но, ја ви кажав и образложете го. Многу политичари, албанците, албанскиот блок сметаат дека шансите да градиме подобра иднина се токму рамковниот договор. Мирот што го имаме од 2001 наваму е токму од рамковниот договор. Меѓународниот фактор, скоро сите меѓународни фактори го поздрави и го поддржуваат рамковниот договор. Да, тие се гаранти, подписници се ЕУ и така со Леотари и со Предју, тоа го знаеме. Во однос на ова, што вие го велите како известен вид на поддршка на ЕУ, на НАТО не се разбира, меѓутоа зборуваме нели за ЕУ како поддршка некој вид на рамковниот договор. Видете, политиката на ЕУ е можне се комплицирани начините на кои што се креира така наречената заедничка надворешна политика на ЕУ. Јас мислам дека всушност таква и не постои. Затоа што нема конзистентност, нема кохерентност помеѓу сите тие главни надворешно политички процеси и акти на самата ЕУ. Например, последниот случај за кој што пишував неодамна, со укинувањето на општините во Република Албанија, кои што се со доминантно мнозинство македонци, односно припадници нели во таа држава, мнозинство припадници на македонското национално малцинство во Албанија. ЕУ тогаш воопшто не реагираше во насока на почитување на собствените документи кои што гарантираат развој на националниот, на малцинскиот идентитет, особено во локалните самоуправи, односно во единиците на локалната самоуправа. Значи, Европска унија, за разлика од кај нас, воопшто не, односно, за разлика од многу пати примери има колку сакате за многу различни аспекти од политичкиот живот и од политичките феномени, наназад од 91 се до ден денеска, воопшто не реагираше на такво драстично кршење на тие права, односно наместо да се унапредуваат правата на националните малцинства во Албанија, нели има таму и големо грчко малцинство, и реакцијата беше Чекај, но малце си ми обширен. Бега мислава и мене концентрацијата, а што мене ми бега концентрацијата, верува и на гледачите. Вака фокусирај се. Сакате да ми кажете дека Европската унија не ги почитува правата
не се залага за правата со истите принципи со кои тоа го бара овде во другите земји. Дали тоа се Накратко кажано, да. Дали тоа се однесува само за македонците или истото во Албанија или истото важи и за грците и другите малцински заедници? За конкретниот случај во Република Македонија и со во Република Албанија скандалозната одлука да се укинат општините кои што има доминантно македонско население, реакција немаше од Европска унија. Разбирате? Немаше насока на осуда, ние тоа да го направиме. Ние тоа да направиме една општина да ја вратиме од претходно. Да, има жестоки реакции, но sejedno, видите, господине Јанко. Зошто? Одговори ми го и ова. Дали Европската унија реагира исто така и за грчките и за грчкото малцинство? Или ова е реакција не реагираше воопшто не реагираше во однос на укинувањето на општините во Република Албанија. Значи немаше реакција за разлика од било кои и многу по-не, условно кажано, важни политички феномени, процеси и одлуки во Република Македонија. Значи, сакам да кажам, двојни стандарди, условно кажано. Не, тоа мора да има зошто. Тоа не потекнува од Европската унија. Господине Нунуски, тоа потекнува од овдека. Значи, збориме, ако ние сме дозволиле таков однос, зашто тоа не го прават во некоја друга држава? Така е, па токму тоа сакам да ви го кажам. Република Македонија е држава и ние како држава сме суверена држава. Имаме легитимно, легално, морално, историско секакво право да ги артикулираме, промовираме сопстените државни и национални интереси. Доколку граѓаните на Република Македонија, мнозинството граѓани во Република Македонија одлучат да укинат одредени делови од рамковниот договор, односно да го сменат актуелниот устав или ако сакате да го делегализираат Охридскиот рамковен договор, тоа е легитимна демократска постапка. Единствена инстанца која што може и е бариера во однос на промовирањето и на практикувањето на сопствени национални политики. Добро. Тоа е така нареченото меѓународно право. Односно си има некои стандарди кои што треба да бидат бариера. Значи до тие стандарди се е дозволено, а тие стандарди се оние кои што ги немаат нашите македонци во соседните држави, на пример. Зашто говорим? Тоа е основно образование на мајчин јазик за националните малцинства и развој на културните посебности, фолклорот и така натаму. Тоа е стандардот на Европска унија за сите национални малцинства. Дали станува збор за Франција? Но тоа важи за сите, освен за македонскиот народ и македонското малцинство. Зошто е тоа така? Токму тоа ви го кажам дека една друга земја, затоа што нема рамковен. Затоа што Унгарија не реагира за српското малцинство, но Бугарија негира, затоа и нема. Грција негира, затоа и нема. Албанија негира, затоа и нема. Ние подпишуваме рамковен. Така и веќе сме на праг да го менуваме името, а со тоа и идентитетот. Господине Нуновски, па немојте, имаме една цела партија која има 350.000 гласа, тоа е маса народ која ќе излезе и во моментов ќе подпише промена. Кој? Па ја ви гарантирам дека ќе имате 300.000 македонски гласови кои на референдум ќе гласаат за промена на име и идентитет. Не ви ги, нон-стоп го губат, затоа што така веруваат дека ќе се вратат на власт, дека така ќе бидат. Тоа е нивната реторика, не го измислив ја, 15 години сум овде ги слушам истите тие работи. Јас мислам дека во однос на тој друг битен проблем кој што го има Република Македонија, односно опасност со која што се соочуваме како држава и македонски народ, сепак има некој длабоки консензус воспоставен помеѓу главните политички партии на македонскиот народ во Република Македонија, тоа е референдумот и неменување на идентитетот. Мислам дека референдумот го имаат прифатено и СДСМ како обврска, значи доколку дојде можност да... И што мислите како ќе гласа? Видите, не, значи... секому му е јасно кој како ќе гласа во оваа држава, што се однесува за тоа. Не ви пикам зборови во уста, тоа си е мое. Но не треба да не го подценуваме македонскиот народ, премногу му е јасно што се случува. Да се вратиме на рамковниот. Добро. Значи, вие добро... Тезата ми е дека прво рамковен имаме како еден систем на бришење на македонскиот народ како основен етникум, бидејќи имаме Бугарија, која е членка на Европската заедница, која го негира македонскиот народ. Имаме Грција, членка на Европската заедница, која негира македонски народ. Имаме србите, ништо тука не е подобро, чат пат сме, нели? Албанија и така, преку црквата, а за албанците да не збориме. И имаме еден нов народ
кој полека се наметнува како државотворен, кој утре ќе биде и староседелец, па албанскиот народ. Не. Затоа што ние сме измислена нација според нив 45-та година, а албанците се овдека староседелци од илирите и ние сме чергарите. Да, ве разбирам. Значи има секакви налудничави и комични тези, меѓутоа тие воопшто не се релевантни и е безпредметно да се зборува за нив. Но јас ви кажувам и ве потсетувам на првиот дел од разговорот. Значи бидете внимателни со употребата на термините на зборовите, ако сакате, на речникот. Значи нема албански народ во Република Македонија, има припадници на албанското малцинство или делови од народ според сегашниот устав, кој што е синоним за национално малцинство, дури ако сакате објаснет од уставот, од промените на уставот од господинот Владо Поповски и Фрчковски. Значи тие самите имаат изјавено дека фразата делови од народ е субститут, односно синоним за фразата национално малцинство. Значи во Република Македонија, повторувам, живее македонскиот народ и припадници на повеќе национални малцинства, односно делови од народ кои што живеат на оваа територија. Тоа е ваша дефиниција. Српскиот, ромскиот, влашкиот, турскиот, албанскиот. Но сега како е? Не, па така е. Сега е што ви кажувам. Сега е во уставот вака запишано? Да, така е. Вака е во уставот како што ви кажувам. Во уставот пишува, значи во Република Македонија, граѓаните на Република Македонија, македонскиот народ и деловите од народ кои што живеат во Република Македонија. Чекај. Деловите од народ. Да, делови од народ. Тоа е во актуелниот устав, тоа е промена од рамковниот договор. Но дури и така и со оваа промена повторно е задржана клучната дистинкција која што апсолутно треба да ја почитуваме и да ја артикулираме дури и терминолошки. Преку вокабуларот, речникот, и затоа ви велам, зборовите треба внимателно да се следат, односно нивната употреба да произлегува директно од актите, односно од уставот во оваа димензија. И ви реков, мене кога ќе слушнам македонска заедница, мислам јас тоа веднаш реагирам, затоа што тоа не е точно, нема основа таквата употреба. Тоа е флатус, тоа е празен звук, како сакате, не е содржано ниту во реалноста, ниту во уставно-правната политичка реалност. Вратете се на моето прашање кој ви го поставив пред 10 минути. Добро. Уште пред рекламите. Дека рамковниот договор е факторот кој ни обезбеди мир од 2001 година наваму. Не е точно. Ве разбирам. Да, добро да се навратиме конкретно на ова прашање. Образложете. Не, воопшто не. Рамковниот договор, рековме, е политичка капитулација на воениот, односно политичка легализација на воената капитулација во 2001 година. Како таков, тој е според мене нелегитимен и во известна смисла дури и нелегален, затоа што не се минува устав во време и на фактите кога се фактите на терен апсолутно против она што се нарекува нормална политичка атмосфера, која што, нели, преку нормален политички диалог би можело да се дојде до известни промени уставни и законски кои што би имале легитимитет и легалитет. Меѓутоа во 2001 година ние имавме окупирано 1/3 од територијата и во такви услови некој да потпише промена на устав, тоа е нелегитимно и во известна подлабока, нели, смисла, апсолутно неприфатливо и нелегално, ако сакате. Но во однос на ова што нели го поставивте како конкретно прашање, тоа дали е тој условно кажано мировен договор? Не, ама тој не е мировен договор, тој предизвикува проблеми, напротив, тој не внесува мир. Од 2001 до денес тој генерира мноштво позиции во системот и во секојдневниот живот, кои што апсолутно не одат во насока на стабилизирање на нормалниот живот или на граѓанското општество. Реков зошто, објаснив зошто, и не оди во насока на градење на стабилни институции на државата, на јавни институции, на водење на политики кои што ќе се фокусираат на современите проблеми на 21-виот век, например економски политики. Вие не можете да водите економски политики кога секоја година имате постојано вработување на надвор од било кој нормален критериум и принцип на илјадници припадници на едно малцинство главно. Понатаму, принципот на Бадинтер обезбедува механизам, всушност, меѓу останатите значења, може да се интерпретира и како механизам кој што ја блокира волјата на мнозинството во демократија, во демократски општества, во демократски држави, господине Јанко, како што е, например, да речеме, Словенија, Хрватска, Франција, Германија има рамковен. Значи, тие важат за
кулминација на демократските држави и на демократијата како политички систем. Денешно, нели, Франција, Германија, Соединетите американски држави, да се задржиме, нели, на Европска унија, сепак сме ние Европа. Може да ми дозволите контрааргумент? Не, само момент, да ме разберете. За да, нели, да стане појасно на што мислам. Зошто таму нема рамковен договор? Може да тие важат како врвна, да, повелете. Зошто? Вие сте домакинот. Нели, разговорот го водиме. Очигледно, нели, речит сте, елоквентен сте, професор сте, знаете да држите, но морам да ви влегувам во збор од време на време. Општество, како Франција, каде што мнозинството може да донесе одлука, се смета дека свеста и демократијата се на толку високо ниво, што ако и донесат одлука која е, да речеме, не е во корист на одредено малцинство, општеството може да се носи со последиците што ќе ги генерира таквата одлука. Например, Франција донесува одлука, забрануваме бурка, така? Имаме во Швајцарија минарињата на џамиите. Окей, добро. Ама тие општества се развиени, моćни, силни, можат да издржат силни потреси. За Македонија се смета дека како држава, млада држава, дека еден таков потрес како што беше 2001, дека да излезат, ние гледате какви проблеми имаме со едни протести. Тоа е директна последица на рамковниот. И рамковниот, самиот рамковен ги продуцира потресите што велите виле. Тоа е всушност најголемиот потрес од 2001 до ден денес и ќе ме разбравте што ми беше поентата. Да, ме разбрав, но не е така. Овдека ако ние дозволиме, дојде некоја, ние окей, сега имаме некоја со висока свест во парламентот. Но што ако влезат радикали фашисти како што влегува во Европската унија и донесат одлука, ајде, нема више албанско малцинство, од денеска сте шиптари. Ние можеме како интелектуалци да се спротиставиме. Затоа и велам, тука се меѓународните стандарди. Значи единствена инстанца, бариера која што ме разбирате што ми е потпрашен. Добро, сега ќе ви го кажам својот став. Значи затоа е тука меѓународното право, меѓународните принципи, закони, правила, обичаи и така натаму, кои што се прифатени како крајна инстанца до која што може да оди креативноста на една одредена државна политика. И во таа смисла воопшто не е можно да се донесе нешто што е спротивно на основните принципи на кршење на основните човекови права и така правата на основните права на националните малцинства и така натаму. Тие се современиот стандард. Такво нешто во Република Македонија никој никогаш ниту до 1991, ниту пак некогаш во историјата би донел, затоа што ние како македонски народ, македонска држава, македонска историја сме апсолутно познати по собствената толеранција, разбирање, почитување и така натаму. Во таа насока воопшто не треба да има никакви сомнежи. Македонскиот народ има долга историја, светла историја, посебно во однос на достигнување на овие високо цивилизацијски вредности. Многу повеќе наназад доколку ги направиме реконструкција на историјата во Македонија кога имало писменост, така е, не сме биле, например, видете, Втората светска војна што е? Па кој се придружи на нацистите, кој го промовираше фашизмот, а Република Македонија тога застана на страната, нели, на антифашистичката борба. Значи тоа е помеѓу друго, но не само тоа. Например, овде кога имало на овие простори, кога ние сме имале висока развиена писменост, цивилизација и така натаму, имало ужасни колежи во Европа. 10 век, 11, 13, 14, се едно кога. Ама добро, Европа историјата покажа, но не, видете, самиот избор да се зборува на тој начин за Европа и ние самите себе си, не велам дека вие тоа го рековте, туку постои се уште такво мислење меѓу многу луѓе и во многу наврети е кажано на еден или на друг начин од високи представници на ЕУ. А тоа е една теза која што е многу проблематична од секој аспект. А во смисла дека тие се кулминација на развојот на демократскиот, на цивилизацијскиот ум, и тие треба да кажуваат на одредени, што велите вие, нели парафразирам во, нели пежоративно, малоумни
или некои не толку развиени народи како што е македонскиот. Значи, ние сме будали, па тие нас сега ги направат паметни со тоа што ни имплементираат со сила. Помеѓу другото не се тие, се разбира, само меѓутоа со нивна поддршка, бидејќи тие беа гаранти денеска се нели на Охридскиот рамковен договор. Сега тие нас ќе ни кажуваат како ние да живееме. Не, па Република Македонија, па македонскиот народ е умен народ. Цивилизиран народ. Ние имаме високи вредности остварено, докажано во историјата на планетата Земја, не само во историја во рамките на Европа. Во таа насока ние треба да се оттргнеме од ја споделуваат ова погрешна логика на мислење многу политички партии. За жал, односно високи представници, на еден или на друг начин во нивните говори, платформи, програми и така натаму, како да е содржано тоа, дека Европската Унија е некоја цивилизација која што е над нас и која што се што ќе ни каже, ние слепо треба да слушаме. Не е така. Како прво ЕУ нема, реков, конзистентна заедничка надворешна политика и како второ ние имаме автентични вредности кои што треба да ги развиваме. Така, ќе се доискажете. Но вие го артикулирате говорот на цела опозиција. Они велат: што има ние сега да измислуваме топла вода? Европа ги поминала сите филтри. Слушајте Европа. Она ги поминала, она знае најдобро. Подобро е неа да ја слушаме, од што ние да експериментираме. Крај, слепо слушање и на сите ќе ни биде подобро. Извинете, ама имате еден куп, имате организации, имате USAID, имате Сорос, имате американците најавуваат уште 5 милиона за опозицијски медиуми, за опозицијата, активизам на опозицијата. Еве ги, 5000 тима ќе идат од врата на врата. Што ќе прават? Нема само да убедуваат да гласаме за СДСМ, тоа е супер од нивна страна и многу легитимно. Туку, што е заднината за целата програма? Ние сме нецивилизирани, ние треба да ја слушаме НАТО, ние треба да ја слушаме Европската Унија. Нема развој и просперитет без Европска Унија и НАТО. Нема инвестиции, нема подобар живот. Затоа ќе земате бугарски пасоши, затоа ќе си идете од земјата, затоа што кога ќе влеземе во Европска заедница, нема да има потреба ни од рамковен договор, нема да има потреба од никој овие, да ми простите, ајде да не употребам повулгарен. Да, разбирам, значи, мојот став е тука кристално јасен. Значи, клучен филтер, клучна призма преку која што треба да се вреднуваат, односно прифаќаат или одбиваат сите предлози, политики, процеси кои што доаѓаат од Европска Унија треба да зависат од тоа дали се тие во согласно со македонските национални и државни интереси или не. Доколку тие предлози, политики и така натаму се во полза на развој на одреден сегмент или на вкупниот развој на Република Македонија, тие треба да се прифатат, се разбира со сите специфики кои што ние ги имаме како култура, начин на живот и така натаму. Сите оние кои што се против македонските национални и државни интереси треба да бидат одбиени, се разбира, на дипломатски начин. Но видете, има една димензија во Европската Унија, односно една вредност која што треба да се почитува и за среќа Република Македонија во изминативе 25 години, 24-23, апсолутно ги следи добрите практики. Во Европска Унија има добри практики кои што Република Македонија ги имплементираше веќе преку редица закони. Например, пред се тука мислам на функционирањето на извесен број на институции. Например, реформите во катастарот се апсолутно направени според теркот на Европска Унија, односно на државите кои што се во Европска Унија. И тоа е добро. Значи, тие имаат, со текот на историскиот развој, имаат создадено, ако изборуваме како Европска Унија, иако сепак има и се разбира специфики внатре Европска Унија, односно од држава до држава, не се тие кохерентни и така натаму, но сеедно поентата е следна. Значи, има некои добри работи кои што треба да се пресликаат во Република Македонија и тоа сите влади на Република Македонија го прават. Реков, реформи во катастар и така натаму. Тоа е во ред. Значи, тие имаат разработено систем на институции кои што се полезни и кои што се добри и Република Македонија треба да следи како да биде поучена, како да ние треба да учиме од добрите практики и примери. Но има одреден дел кои што се апсолутно спротивни на нашите национални и државни интереси. Рамковниот е, како да кажам, круна на сето тоа. Значи, без да не навлегуваме се едно
од кои причини тие во тоа време, А зошто ни го наметна тогаш? Да, тоа сакам да тогаш кажам. требаше да биде да донесе мир. Комплексни се причините, факт е дека Европска унија откако веројатно виделе дека тогашното политичко раководство е неспособно да ги разреши проблемите со терористите како секоја нормална држава што прави, кога тие виделе дека тие не се способни, тогаш нашле некои други модалитети, а тоа е да го сменат уставот, односно да го имплементираат, да го донесат, да го рамковниот, со кој што апсолутно се деструира самиот концепт на македонската држава. Но тука се разбира веројатно и некои други економски и политички интереси на одреден број на држави од Европска унија. Например, еве го, не мора да одиме подалеку, видете го примерот со Косово. Јас имам информации, и тоа се јавни информации, дека главните рудни богатства, например, главните рудни богатства на Косово се под концесија на големи компании од САД, Велика Британија, Германија и така натаму. Како секаде што се наоѓаат? Дека се испреплетени економските, мултинационалните компании, имаат своји интереси и пронаоѓаат начини директно да влијаат врз политиката на сепак таква мокна организација како што е Европска унија. Грешката на Република Македонија покрај рамковниот е тоа што прифаќа многу често сите влади, значи прифаќаат слепо и послушно голем број на нешта што доаѓаат од таму. Еден дел оне што е добар треба да се прифати, се разбира како поука, како поголемо искуство со управување на институции и така натаму. Ама не можеме само така како што вие викате, мене ми е кеф, па сега. Европското законодавство веќе се покажало како прилично добро во врска со сите земји кои претендираат да станат земји членки. Они истите услови ги даваат, ќе ги дадат утре на Шкотска ако се осамостои, ги имаше Исланд, Турција си ги има. Значи, да, но постои голем, не е баш така. Да ги некои од нив, например, не ги прифаќаат. Не мора Англија, например, Велика Британија не е во економскиот дел, тие политички се со ЕУ, меѓутоа не ги прифаќаат. Ама дефетистички одма ќе ви речат, не се споредува и ти со Англија. Например, има многу, ама не, видете, што сме ние? Видете, па ние сме држава како што е Англија. Секоја држава е држава. Без оглед дали сме 2 милиона или 50 милиони. Ама ја не ви измислувам. Ја ви зборам од име на некои си 200-300 илјади луѓе овдека кои со таков дефетизам ја перцепираат Македонија. Па кои сме ние? Треба да влеземе у НАТО. Па кои сме ние? Треба да идеме во... Па кои сме ние? Несоодветно, јас тоа никогаш не би го направил и мислам дека не е баш така. Можеби некој раководство на политички партии има чувство на помала вредност. Меѓутоа тоа се, како да кажам, нелегитимни се таквите начини на размислување. Секоја држава е држава. Дали е тоа Бугарија, Македонија, Албанија, Србија, Словенија, Германија, Шпанија, се едно, држава е држава. И ние имаме право, исто како што имаат легитимно право, тие држави да ги управуваат собствените ресурси, да креираат политики кои што се во согласно со нивните политички одлуки. Ако покажеме автентичност во нашето однесување и државнотворност, ние ќе бидеме респектирани. Ние затоа што тоа не го покажуваме, затоа ги имаме овие последици, затоа имаме рамковен. Ние да бевме доследни, ние да си гледавме нашата држава, да си го гледавме народот, да гледавме добробит на сите овдека, немаше да ни дојдат и да ни трубат. Они ова го прават затоа што има овдека сервилни фактори кои се спремни без оглед на кои последици. Значи, ова што го збориме за држави кои имаат автентична своја политика, државотворни, и ние мораме да имаме. Ако сакаме да Полска кога стана во времето на свинскиот грип, која рече Европа сите има да купите вакцини. Министерката за здравство кој рече ја мојот народ нема да го трујам. Има многу такви тоа беше шок. Значи, ама што значи тоа? Дека некој размислува со своја глава за својата земја. Си ги преферира собствените национални интереси. А не чека инструкции од Брисел. Така е, апсолутно. Меѓутоа, видете, дури и во таа насока, спомнавме на почетокот, дури нивните принципи не се почитуваат во нивните држави. Спомнавме Бугарија и Грција. Ве видите, не мора да идеме подалеку. Грција е членка на ЕУ и на НАТО 30-40 години. Таму не признаваат национални малцинства, ме разбирате? Во Бугарија и тоа поминува. Тоа не се дебатира. Така е. Тоа покажува дека самата Европска унија нема кохерентна политика, нема исти стандарди за сите, ако сакате, што е доволен показател. Зошто не притиска? Затоа што Грција дава силен отпор.
Па меѓу другото, да, меѓутоа... Така, а ние не даваме никаков отпор. Затоа се наметнува. Сите овие оваа тема во клучната димензија, како да ја кажам, психологија. Знаете зошто? Психологија. Зашто ние нема да станеме членка на ЕУ и на НАТО, јас верувам уште 30-40 години од најмалку. Затоа што први последен услов за членување за полноправна интеграција на Република Македонија во ЕУ и во НАТО е промена на идентитетот и името. Тоа нема да се случи. Така што е безпредметно ние да имаме чувство на колективна вина зошто се уште, како што имаат некои од опозицијата и некои... Да се јавевте сега на една телевизија, ќе ве бевте исклучени. На истава тема. Ќе ве угаснеа, бидејќи за името не се преговара за идентитетот, само за името. Не, видете, тоа се приказне за мали деца. Зарем се уште некој во Република Македонија верува дека всушност името не е идентитет. Па не вие цела опозиција. Прочитајте ги опозицијските новинари, отидете на опозицијските телевизии, контактни емисии. Има некои, меѓутоа тие се маргинални и воопшто немаат некакво позначено јавно влијание. Тама работа, па вие имате експлицитни изјави од Дора Бакојани, од Самарас, од многу. Имате експлицитни изјави од 10 релевантни политички личности во Грција и во Европска унија кои што директно кажуваат дека и клучното барање е токму тоа на Грција. Значи секоја промена на името повлекува и промена на македонскиот национален идентитет. Тоа нема да се случи. Ма и промена на името Македонија не смее да се содржи според нив. Они нема ни да прифатат. Тоа нема да се случи, видете, тоа нема да се случи. Таа нашата... Не, македонскиот народ нема да прифати, нема да го прифати, тоа нема да... Затоа се безпредметни во голема мерка овие дебати околу комплексните взаемни релации помеѓу ЕУ и НАТО. Мојот став и Република Македонија, мојот став е кристално јасен во оваа смисла. Добрите практики, политики и соработка се разбира со таква мокна организација како што ЕУ треба да продолжи. Треба да ги превземаме, треба да ги имплементираме во законите сите тие реформи кои што се покажани и докажани во нивната практика и искуство како добри за одреден сегмент од развојот на општествениот, политичкиот, економскиот систем. Сето она што доаѓа како некој вид на директива и она што е воспротивно со клучните наши национални државни интереси треба да се одбие и да се заземе консензуален став во таа смисла. Одиме со вториот блок реклами и третиот дел ќе ни образложите како да се поништи и какви ќе бидат реакциите на албанците по ова прашање. Се враќаме веднаш. Ги слушнавме вашите образложенија во последниве 60 минути во врска со тоа. Зошто е лош рамковниот договор? Какви последици трпиме од него? Но останува факт дека он има огромна поддршка кај албанската популација. Какви би биле последиците од укинување на ова и како би се извело тоа да се укине рамковниот договор, а да не предизвика конфликт меѓунационален, повторно 2001 криза и така натаму? Ве разбирам, но каков конфликт? Тама работа, видите, Република Македонија... На улица ќе излезат и ќе протестираат. Не може такво нешто да се извлече како, условно кажано, како предпоставена последица или реакција од делегализацијата на Охридскиот рамковен договор. Видете вака, Република Македонија е демократска држава. Во демократија, во демократски системи, како што во кој што систем нели живееме ние, со исклучок на оние негативни аспекти и на оние факти кои што ги спомнев, ако што се директна последица на рамковниот договор, значи ние како демократска држава имаме право да одлучуваме согласно собствените политики, собствените национални и државни интереси, односно мнозинството граѓани. Значи во демократија одлучува мнозинството, при тоа и при тоа единствена бариера се условно кажано она што се нарекува меѓународно право. Значи Република Македонија доколку процени дека одреден член од уставот или одреден закон или одредена практика, политика и така натаму не е добра во било која димензија, во било која смисла, таа има легитимно, легално право да направи, да ја промени. И тоа се случува преку институциите на политичкиот систем, односно се знае каде се носат закони и устав, односно променен устав во демократски држави во Република Македонија. Тоа е собранието. Во однос на конкретните начини како да се изведе промена
на овој постојниот устав, односно оние делови кои што се резултат од рамковниот договор, од тој документ, постојат два начина, се разбира, демократски начини. Тоа е или преку етапна на промена на законите, за кој што е потребно 62 гласа, или пак директно преку промена на уставот, зашто е потребно двотретинско мнозинство, односно 82 гласа. И крај на приказната. Значи, секаде мнозинството одлучува. Доколку тоа се разбира во согласно со меѓународно право, ова сигурно е. Всушност, ние ќе се вратиме кон меѓународните принципи и стандарди доколку го поништиме рамковниот договор, затоа што сега со рамковниот договор и со овој устав ние не сме демократско општество, односно не ги следиме тие практики. Тоа е факт. Тоа е факт. И во таа насока, или преку двотретинско мнозинство, со директна промена, со гласање, легално, демократски, во собранието, се доставува предлог и така натаму си има процедура, да не ги заморуваме конкретно со конкретните подробности во однос на уставно-правната на процедурата која што треба да помине во собранието и во други политички тела за промена на уставот, но се едно. Факт е дека мнозинството во демократија одлучува. Мнозинството граѓани, мнозинството или ако сакате, македонскиот народ апсолутно е веќе свесен и е соочен со фактите и со секојдневните докази во било која смисла дека Охридскиот рамковен договор прави штета не само врз државата, туку и врз многу сегменти во економскиот. Тоа го образложи. Го образложи одлично. Реакциите, видите, сега ќе ви кажам, добро што нема реакции. Како нема реакции? Па ќе излезе Али Ахмети и ќе рече го укина рамковниот договор, правата ги губиме. Не, видите, не е тоа. Се дигаме повторно. Ако мислите на ДУИ. ДУИ е една обична политичка партија, како што и Република Македонија има колку 30-40 регистрирани партии, ако не и повеќе. Значи, видите, не можеме... Ама незината моќ на терен не можете да ја маргинализирате. Па дали видовте за бойкотот на председателските избори дека жив албанец не излезе да... Не е точно, но се едно, господин Јанко. Каква политичка контрола? Па Република Македонија не е ничија земја, Република Македонија е држава, ние си имаме институции на систем, па ние си имаме војска, имаме полиција, имаме судови. Не може било кој кога сака да му текне да со оружје да убива луѓе или да прави протести. Па 2001 година се случи, не можевме да се справиме со тоа. Па да, добра, ама констатиравме дека тоа е историска грешка која што се должи главно на неспособноста на тогашното политичко раководство. Ама денес не е 2001, па ние треба да извлечеме поуки како било тогаш да не биде сега. Факт е едно. А тоа е дека рамковниот договор ги уништува сите перспективи на оваа држава во секоја смисла, од надворешна политика до внатрешна кохерентност и стабилност. И доколку се соочиме со овој факт, а има многу аргументи во прилог на оваа теза, ние треба да пронајдеме, да изградиме консензуси на колку што е можно повеќе позиции во системот, односно во општеството и да ги направиме тие уставни промени, дали преку со обично мнозинство 62 пратеника, дали преку двотретинско мнозинство со директна промена на членовите на уставот, прецена на принципот на Бадинтери и на така нареченото пропорционално. Што би им рекле на албанците? Рековте дека ова добро и за нив. Не ме убедивте, не слушнавме ништо во тој аргумент што би било добро за албанците, подобро од што е ова сега. Еве и сега не им се допаѓа. Не, има разлог. И сега имаат незадоволство од овој рамкове. Без генерализации. Значи, бидете во политикологијата треба да се биде многу внимателен кога се прават генерализации, односно обобштувања. Значи, никогаш немојте да зборувате за или исклучително ретко зборувате за народ, за малцинства, за ме разбирате во општи категории. Тука има се разбира, тие се граѓани, има политички партии. Значи, тука има многу разлики, многу аспекти кои што не може да се генерализираат. Во таа насока, јас мислам дека делегализацијата, значи јас сакам да зборувам, да го употребувам тој термин, делегализација значи да се промени таму каде што беше донесен уставот или законите кои што се директно резултат на рамковниот. Тоа ќе донесе, знаете што, ќе значи враќање на уставно на уставот, на македонскиот устав кон уставните практики и модели кои што се важат насекаде во светот и во Европа посебно. Значи ние сега немаме устав кој што е идентичен или сличен
со уставите на Франција, Германија, Словенија, сеедно кој да е држава. Значи, нашиот устав не е добар устав, меѓу другото и затоа што не ги следи тие практики кои што како што рековте вие, се потврдени, докажани низ историјата во Европска унија и така натаму. Значи, тоа е првиот аргумент зашто на пример би требало. Тоа добро вие го потенциравте. Значи, штом историски нешто функционира со векови, тоа мора да е добро. Затоа што доколку е нешто не е добро, тоа не може да обстане на долг рок, како што е рамковниот. Па еве ние покажавме веќе 13 години станува веќе последиците се толку страшни, последиците се толку негативни во многу димензии што не би било нормално ако сакате, не би било рационално воопшто ако ние не ги направиме промените кои што ќе ги подобрат перформансите на системот, на институциите. Може ли тие промени да бидат мирни, да бидат демократски? Па јас за тоа зборам тама работа. Па видите, во собранието, во собранието има пратеници кои што гласаат. Но што би бил аргументот за оние токму за кои беше наменет, нели? За албанскиот фактор, за албанското малцинство да се чувствува дека не е обесправено во ова општество. Затоа беше и донесен тој. Што би им се обратиле нив? Тоа значи креирање, сега ќе ве разбирам, значи што би било добро во овие за нив. Се надевам, очекувам. Еве за сите нас, но и за нив. И за нив. Тоа ќе значи враќање на традициите на меѓукултурна, меѓурелигиска или ако сакате меѓунационална, нели, толеранција, разбирање и взаемно почитување. Денес тоа го нема. Затоа што тие се припадниците на албанското малцинство во оние категории каде што се нели означени како колектив, во смисла на дел од народ, се сега привилегирани. Ниту една позиција на привилегираност не може да биде трајна и одржлива. Ме разбирате? Ние сме како македонски народ и другите национални малцинства се дискриминирани веќе 13 години. И кај македонскиот народ сосема легитимно се појавува длабински револт, помеѓу како оној емотивен аспект од во прилог на поништување на рамковниот, помеѓу оној покрај заедно со оние рационални, докажани, мерливи технички анализи кои што недвосмислено бројките се прецизни. Недвосмислено покажуваат дека рамковниот не носи добро за економскиот развој, ги блокира институциите на системот, не внесува квалитет во државните институции, не дозволува креирање на заеднички политики кои што би биле трајни, остава простор за манипулации, за уценување во онаа најлоша смисла политичко оценување и така натаму. Може ли ова да се ваше, ова како, еве не ваше, туку општо, да се артикулира многу пократко, многу појасно и да се достави секој човек, и македонец, и албанец, и србин, секој да го разбере во Македонија. И да рече, да, во право сме, подобро ќе ни биде на сите ако го кинеме рамковниот. Ние овдека можеме у саат и пол да збориме и на многу да не им биде јасно. Да идеме со висока реторика, да идеме со висок политички речник, да идеме со сложени обраснувања, но на терен ние ќе треба да го убедиме народот. Не да го убедиме на емоции македонците, одма, туку треба да бидат свесни зошто. Од друга страна и на албанците кои ќе им кажеме зошто, треба да бидат и они свесни. Само така, ја мислам со разбирање во едно општество може да дојде. Бидејќи ако дојдеме и го пресечеме, ние само ќе предизвикаме нов конфликт. Јас зборам за легални начини во собранието. Така е. Тука сте во право, ќе станеме, ако сакате на кратко кажано, ќе станеме подобра, подемократска, во економска смисла поразвиена држава. Значи, за сите. Значи, укинувањето, делегализацијата на рамковниот договор ќе значи подобра, подемократска, самоодржлива, поквалитетна држава, значи ќе значи, кратко и јасно кажано, подобра држава за секој граѓанин, односно секој жител во оваа држава. А тоа е оно што македонците и албанците стално се слагаат, не ја бива, не е добра државата. Не е добра, токму заради тоа. И затоа, бидејќи има докажани мерливи... Бидејќи завршуваме со емисијата, мораме да завршиме, се селиме на дневникот на Сител. Не ли мислиш дека можеби Америка е следната земја
каде што ќе го видиме следниот рамковен договор. Ја мислам дека ова што им се случува у Фергусон, само тоа ќе ги спаси. Ова е интересно, сега може да направиме на кратко само интересна компарација. Значи споредете ја состојбата со Република Македонија и со рамковниот и случувањата сега во Фергусон. Таму имало 53 во градчето, имало 53 припадници полицајци, од кои што само тројца биле афроамериканци, а 90% се афроамериканци. Видете, тоа е, како да ви кажам, тоа е апсурдно, ме разбирате? Мислам, апсурдно, тоа чекало да експлодира. Апсурдно во смисла кога ќе се направи споредба со Република Македонија и со она што е содржано како, нели, како рамковен договор. Значи, ваму имате за нас важат едни правила од 2001 како државни политики, како устав, како практики. Но токму ова покажува дека таму, видете, регулатива, да, големите демократи американци имаат 53 полицајци, од кои што само 3 афроамериканци, во градче во кој што 90% се афроамериканци. Што зборува тоа? Јас сега не велам дека тоа е погрешно, него јас правам доколку се направи компарација со рамковниот, тука ќе испадне, тука е сосема јасно дека е тоа, како да кажам, комична ситуација. Значи, да бидам сосема прецизен. Тие 53 полицајци се веројатно примени врз основа на критериуми. Секој има право да конкурира врз основа на објективни... Да, ама сега ако донесат рамковен и вработат 40 афроамериканци, ќе има мир? Не. Прашање дали ќе има мир. Тогаш ќе има револт, условно кажано, као оној кој што очигледно дозволил ирационални, антисистемски, антидржавни, антилогични промени во системот, кој што него самиот него ќе го дестабилизира. Тогаш како ќе го стабилизираат? Само на кратко мораме да завршиме. Да, но тие 53 полицајци биле примени врз основа на објективни критериуми. Сега. И тоа е рационално. Како што треба да биде кај нас. И сега? Сега. Ако тие ги направат промените слични на оние кои што нас беа поддржани од нив, меѓу другото, како Соединените американски држави, тогаш тие ќе треба да примат 40 полицајци да бидат афроамериканци, но врз основа на кои критериуми? Тие ако имало врз критериумот на мир да има. Ама не, видете, нема мир без рационалност, без ум. Нема мир без критериуми. Нема мир без следење на принципи, без следење на закони, без следење на оно што се нарекува. Што ќе им биде последиците у Фергусон ако примат 40 црнци? Па не, видете, ако тие исполнуваат објективни критериуми, не исполнуваат. Не исполнуваат. Не биле примени досега. Океј. Господин Нуновски, да не ја прекинам емисијава со недоискажен. Дали можете да се искаже? Еве и да ги примат тие 40. Добро. Што ќе се случи понатаму? Ќе падне веројатно доколку бидат примени без почитување на стандардите кои што секој полицаец треба да ги има образование. Ќе се развие криминалот? Така е. Значи самата институција полиција ќе нема да ги извршува своите должности професионално и ќе се искорумпира. Меѓу другото да, меѓутоа нема да биде ефикасна. Нашите институции во голема мерка се такви. И на подолг рок ќе паднат. Затоа што се примени, така е, па тие нонстоп секоја година паѓаат. Ние зошто како држава пропаѓаме? Кратко и јасно кажано. Токму заради тоа што има во државните институции се внесени, нели се примени луѓе кои што не задоволуваат критериуми. Тоа е факт. За да биде подобра државата, поефикасен системот, за да бидеме побогата држава, да имаме развиена економија на граѓанска основа, да бидеме сите еднакви, да не се чувствуваме дискриминирано, рамковниот договор треба да биде цел на ова и на следните генерации македонци во смисла на поништување и конечно создавање на стабилна, трајна македонска држава. Многу ви благодарам. Многу ми е жал што немам повеќе време и се извинувам што морав да ве притиснам малку, но ограничен сум во оваа летна шема. Се надевам дека вашите размислување и во некоја друга наредна прилика вие ќе бидете дел од тимот кај Миленко Неделковски во неговото шоу каде што ќе бидете, но ќе најдете некојаш и време и овде каде дојдете, се надевам. Почитувани гледачи, тоа беше се за вечерва. Лека ноќ и пријатно.